Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Поздрав до сите вас кои еве и денеска се вклучивте или ќе се вклучивте во меѓувреме да ја следите нашата утринска програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме 28 ден во месец февруари 2022 година, последниот ден од овој месец. 59 ден во оваа тековна година. Утре е 1 март, се ближиме полека до пролета. Зимските денови се позади нас, но се уште зимата не се дава. Денеска 8, доста студено во Кавадарци, според прогнозата во околните градови имаме и снег и по планините, така да ќе биде и денеска студено, а утре уште постудено, што се однесува до утринските температури. Денеска сонцето изгреа во Кавадарци во 6 часот и 9 минути, а ќе зајде во 17 часот и 21 минута. Значи, утрово некаде беше околу 0 степени, минус 1, 0, сега е веќе во позитива, плюс 3, но според прогнозата ќе имаме некаде до 7 степени во Тиквешкиот регион. Во западниот дел ќе имаме од минус 6 до минус 2. Скопскиот Комуновскиот регион исто така ќе биде од минус 2 па некаде до 6 степени. Најтопло ќе биде секако во Гевгелискиот дел од 3 до 9 степени. Во Битолско-Прилепскиот регион исто така врнежи од снег од минус 2 до 3 степени. Променливо, значи денес имаме облачно време кон крајот на денот и во текот на ноќта со локални врнежи од слаб снег. Особено во западните и јужните делови ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Што се однесува до прогнозата за утре, нешто слично, значи сепак ќе имаме пониски температури утрински и дневни. Највисоките дневни ќе бидат до 8 степени во Гевгелискиот регион, а најниски во Гостиварскиот регион минус 7 до минус 2, каде што ќе има претежно врнежи од снег. Тек таму следните денови се очекува подобрување на времето, значи ќе престане дождот и снегот, но ќе имаме релативно многу ниски температури. Овошките веќе во Тиквишијата се расцветени, бадемите и некои други овошки и може да претрпат штета, така да еве се прогнозира дека ќе имаме многу ниски температури, некаде на 2 на 3 март од минус 7, минус 8, ноќните, дневните, односно утринските температури, а дневните ќе бидат од 5 до 14. Како е да е, се уште имаме студени денови, но полека, како што спомнав, се ближиме кон пролета. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, почитувани гледачи, може да споменеме дека во западните делови на нашата земја синоќ имаше врнежи од снег, така да утрово од 7 часот се укинува забраната за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец Крива Паланка Девер Бајер. Значи, тоа е во источниот дел, меѓутоа еве и во западниот дел, од значи утрово укинета е забраната за движење на тешки моторни возила на патниот правец Гостивар Стража Кичево и обратно. Тој е правецот од Скопје преку Тетово, односно до Охрид. Забрана за движење, значи на тешки моторни возила, има во некои региони, како што е регионот Маврово-Дебер. Сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно влажни коловози, додека на повисоките места има остатоци од каша снег на коловозот и треба да се вози внимателно.
така да останатите делови на патишето во Македонија се проодни, но бидејќи синоќа врнеше дожд, да се вози внимателно и да се внимава на одрни по тие патни правци кај што има клисори и така натаму. Интензитетот на собраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. Еве да видиме сега во рубриката на денешен ден што се случило на 28 февруари во минатите години. Овде имаме многу историски личности кои ни се назначени, но можеби не ги ни познаваме, нити се многу интересни за нас. Еве ќе одберам неколку работи кои се поврзани со Македонија. 1908 година во Преспанско во бора против турската војска во една безизгледна ситуација за да не падне во раците жив на непријателот се самоубил Петар Христов Германчето, македонски револуционер. Ете, човекот си го одзел животот само да не падне во раците на турскиот аскер. Добро, 1934 година основан бил музеот на град Битола. 1948 година на денешен ден последните британски војни единици ја напуштиле Индија. Знаеме дека Индија беше колонија на Велика Британија, меѓутоа еве 1948 година беше потпишан тој договор и последните британски војници го напуштиле, односно ја напуштиле Индија. 1992 година Советот за безбедност на Обединетите нации одобрил испраќање на 22.000 сини шлемови во Камбоџа. Знаеме дека таму имаше граѓанска војна и мораше да се испратат војници за да се смири ситуацијата. 1996 година британската принцеза Диана се согласила на развод од принцот Чарлс. Ја знаем историјата на ова двојка и еве уште еден податок, 2007 година умрел Артур Шлезингер, американски историчар и публицист, два пати добитник на Полицеровата награда. Еве тоа беа неколку избрани настани кои се случиле во минатото, но на денешен ден, значи 28 февруари. Еве, почитувани гледачи, ги проследивме сервисните информации на почетокот од ова наша емисија. Се гледаме после песната што сега ќе ја слушнеме. Slav naš glas i ide nam u pomoć. Ne vredi ništa ljudska moć, kad đavo na nas krene, al tada sam Bog sklanja nas u zaklon večne stene. U pomoć stiže nam naš Gospod Isus sam, istupa s njim u boj, jer čuva narod svoj i vodi ga u slavu. Ne bojimo se zverite, pod senkom Božih krila, jer Božja reč je naša moć i pesma nam je sila. Knestame sveta to, zna ko je pravi Bog i beži on od nas, kad čuje pesme glas, jer Isus je sa nama.
Evo nepovtorno во живо, ја следите нашата програма, почитувани гледачи, секој ден од понеделник до петок. Сакам да ви спомнам за гледаноста на нашата емисија, последната емисија што имавме во петок. Според извештајот што го имаме овде на Facebook страната на Радио Глас на надежта, нашата емисија била следена од многу вас, почитувани гледачи, во разни земји во светот. Секако, најмногу по региони, овде извештајот ми вели дека во Србија не следат доста, Македонија, Чаир, значи интересно во тој дел на Скопје, Војводина, Кавадарци секако, во Бугарија, еве по држави, значи овде ни се назначува и Загреб, Хрватска, Србија, Германија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Австралија, Словенија, Швајцарија, Холандија, Австрија и така натаму. Што се однесува до половите, машки и женски пол, повеќе не следат од женскиот пол, 55% и 45% од машкиот пол. Последната емисија следеле гледачи од 45 до 54 години. Значи, секако имаме и над 55 години, и над 65 години, имаме наши гледачки, верни и редовни, но како е да е, благодарност до сите вас, почитувани гледачи, што ја следите нашата емисија во живо, а можете да ја пратите и како снимен материјал на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Сакам да ви спомнам, а тоа ќе го кажем и на крајот од оваа емисија, дека од утре 1 март ќе имаме нов концепт на нашата утринска програма. Но вие бидете редовни, отворете ги вашите мобилни или вашите компјутери, точно во 8 часот и 30 минути ќе имаме нови содржини, така да од утре ќе имаме нов концепт на нашите емисии во наредните денови. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка приказна за деца, односно за возрастни. Еве да ги проследиме денешниве капки на мудроста. Вистинското богатство на човекот е доброто што го прави во животот. Тие што даваат имаат се, тие што задржуваат немаат ништо. Ако ние премногу зборуваме, тогаш Бог молчи. Кога мудриот спори со безумникот, или да се гневи, или да се смее, сеедно нема мир. Кој што копа јама, сам паѓа во неа, и кој тркала камен, врз него ќе се навали. Кој го чува својот јазик и својата уста, самиот се чува од неволи. Господ му позајмува, кој е милостив кон бедниот. Веселото срце е одличен лек. Гордоста раѓа само препирки, а мудроста е во оние кои примаат совет. Еве сега уште неколку капки на мудроста кои се посветени на љубовта. Верата е довод во нашата душа, а љубовта е одвод. Љубовта и со малку ќе постигне многу, себичноста и со многу ќе постигне малку. Додека си млад, уживаш, а кога ќе станеш свесен за тоа, почнуваш да старееш. Зракот на љубовта ги уништува бактериите на омразата. Љубовта сама по себе е награда, омразата сама по себе е казна. Љубовта им е најпотребна на оние кои не ја заслужуваат. Интересна мисла. Како цвет, како оган, така како цвет, како оган, така поминува нашата младост. Љубовта не се искажува со тупаници. Љубовта која се одржува само со подароци секогаш е гладна. Староста на сите нам ни е единствената сигурна иднина. Еве, тоа беа наистина убаво срочени капки на мудроста. Еве сега ќе проследиме и кратката приказна за деца, но и за нас, повозрастните, почитувани гледачи. Уши за слушање, така е насловот нова денешна утринска приказна. Читам на почетокот библиски текст од Псалмите Давидови, 119 глава, 64 стих. Полна е целата земја со Твојата добрина. Господе, поучи ме за Твоите наредби.
Повеќето од нас имаат потреба од често духовно оживување. Како што си поминува времето, ние стануваме нечувствителни кон Евангелието и Божиот глас. Утврдени со своите патишта, единствено задоволство ни причинува да се одржуваме удобната положба и затоа ги страднуваме нашите срце и ги затвараме своите уши за тивке од Божи глас. Како последица на тоа престануваме да растеме. Еден пријател ја дава следнава илустрација на овој проблем. Пред некој ден отидов на преглед кај специјалист за уво, грло и нос. Како дел од прегледот, тој ми ги исчисти ушите. Со помош на една мокна водна пумпа, тој ја исчисти на собраната маст од моите уши. Кога видов што се излезе од нив, му реков на лекарот: "Докторе, вистинско чудо е како сум можел да слушам со сето ова што се наоѓало во моите уши." А тој ми одговори: "Тоа се собира малку по малку и на крајот сетилото за слух сосема го затнува. Исто како христијаните кои имаат уши, но не слушат." Тој специјалист бил во право, почитувани гледачи. Ние дозволуваме отпадоците од овој свет да ги затнат нашите уши, па така не можеме да го слушнеме гласот на Светиот Дух. Може би сме пренатрупани со грижи од овој свет, или сме затнати со горделивост, или пак не ја работиме или не ја разбираме нашата вистинска положба во Христос. Кој да е причината, таа мора да биде отстранета преку покаяние и послушност. Само така ќе можеме повторно да го слушнеме гласот на Божиот суд, односно на Божјата волја, на Божиот глас, да ја слушнеме во нашиот живот. Имаш ли уши да слушаш? Имаме уши, да. Но јас зборувам не за ове физички уши што ги имаме, туку за духовните уши. Дали сме подготвени да го слушнеме Божиот глас, да денеска одиме според неговата волја да живееме, да бидеме добри, да бидеме радосни, весели, да бидеме патокази за оние луѓе кои се можеби во разочарување, кои живеат во некој депресија, да ги насочиме кон Исуса Христа. Исус рекол: "Дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ви дадам одмор." Нека сите отпадоци што се лепаат за нашата душа ги одбиеме, како оној цвет кој расте меѓу рудниците, кај што се вади јаглен, камен јаглен, кај што има многу прашина, но тој цвет, неговите ливчиња, белите цветови се постојано бели. Зошто? Затоа што кога ќе падне прашината, тие се одбиват, се лизгаат и цветот постојано е свеж и бели листови има на себе. Така и ние да внимаваме што гледаме, што слушаме, со кои се дружиме и да навистина и денеска Бог управува со нашиот живот. Одиме повторно со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Сега следува рубриката Утринска порака. Пред да ја соопштам, да ја кажам, да ја раскажам или да прочитам денешна утринска порака, сакам да ви
понудам нови завет на македонски јазик во ново издание, така да сите вие почитувани гледачи кои сакате да имате нов завет на македонски изворен, нов современ македонски јазик, слободно напишете ни, а ние ќе ви ја испратиме ова книга, овој нов завет по пошта на вашата домашна адреса. Значи, ова е ново издание од најновиот превод на македонски јазик. Од страна имаме и библиски текстови како корконданс, кај што може да се барат стихови за истата тематика во другите книги, во новиот или во стариот завет. Затоа еве за вас овие денови не идува празник, 8 март. Сите ви кои сакате да имате оваа книга, односно овој нов завет за 8 март, посебно до женскиот пол, пишете на наша адреса, ние во текот на следниве денови ќе ве испратиме на ваша домашна адреса. Значи, бесплатно подарок од редакцијата на Радио Глас на надежта. Одиме сега да ја проследиме нашата утринска порака, што ја наоѓаме во второто послание до Коринтјаните, 6 глава, првиот стих. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примите напразно Божјата благодат. Мнозина кои тврдат дека се христијани, не се христијани. Бог ќе ги земе од небо единствено, Бог ќе ги земе на небо единствено оние кои со помош на Христовата благодат станале свети уште на овој свет, оние кои во кој може да го види Христа како пример. Зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. Тој го наблюдува своето откупено наследство со сожалување. Тој е спремен да ги прости нивните гревови ако му се предадат и му бидат верни. За да би можел да биде праведен, а сепак да ги оправда грешниците, тој казната за гревот ја пренел на својот единороден син. Заради Христа тој им простува на оние кои имаат страф од него. Тој во нив не ја гледа одвратноста на гревот, туку во нив го препознава ликот на својот син во кого што веруваат. Единствено на тој начин Бог може да биде задоволен со секого од нас, а на сите кои го примија им даде власт да станат Божи деца, на оние кои веруваат во неговото име. Кога би ја немало Христовата жртва помирница, во нас не би имало ништо на што Бог би можел да се радува. Сета вродена човечка добрина е безвредна во Божите очи. Тој не ужива во нито еден човек кој ја задржал својата стара природа, кој не се обновил до таа мера во знаењето и благодата за да стане нов човек во Христа. Нашето образование, нашите таленти, нашите средства, сето тоа се дарови кои Бог ни ги доверил за да може да не испроба. Ако ги употребиме за собствена прослава, Бог вели, не можам да им се радувам, бидејќи Христос залудно умрел за нив. За да ја воздигнеме Христовата наука, науката на нашиот Спасител, мораме да го имаме Христовиот ум. Оно што го сакаме и не го сакаме, желбата да бидеме први, да се истакнуваме себе си на штета на другите, сето тоа мораме да го совладаме. Божествениот мир мора да завладе во нашите срца. Христос треба да пребива во нас како живо работно начело. Покорувајќи му се на Бога, почитувајте се себе си како откупена собственост на неговиот мил син. Трудете се да се воздигнете во Христа. Тоа дело е трајно колку и вечноста. Зарем ние како синови керки Божи ќе го заборавиме своето царско потекло дека сме од царски род? Зарем нема со задоволство да го прославуваме својот Господ и Спасител Исус Христос? Зарем да не упатуваме фалоспеви до оној кој не повикал од темнината во ова чудесна светлина? Ете, тоа беше поракава утринска, почитувани гледачи, дека ние сме родени во царско семејство. Ние сме наречени цареви и свештеници Господови. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примите напразно Божјата благодат. Нека ова мисла не води и овој ден. Дека ние не сме сираци, дека не сме ние тамо некаде на маргините од Вселената, туку за нас е дадено највредното. Христос се дал себе си, платил голема откупнина, го положил својот живот, ти и јас да живееме не само на ова земја, туку еден ден
и во вечноста. Мнозина кои тврдат дека се христијани, не се христијани, Бог ќе ги земе на небото единствено оние кои со помош на Христовата благодат станале свети уште на овој свет, они во кои може да го види Христа како пример. Нека и денеска ние бидеме Христови ученици, пример на Исуса Христа, кои ќе гледат во нас, всушност да го видат нашиот Спасител Исус Христос. Христос овде вели подготвен да ни ги прости нашите гревови, нашиот страв. Ние сме свесни дека живееме на грешна планета. Стравот превладува, но ако се припуштиме во Божји раце, што да се случи, ќе бидеме постојано на негова страна. Продолжуваме сега, почитувани гледачи, да ја видиме рекламата, а потоа се враќаме повторно во живо. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта, адвентистичко радио кој емитува својата програма секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Како што спомнав на почетокот, од утре 1 март ќе имаме нов концепт на ова утринска програма. Следете не и во наредни денови имаме подготвено интересни материјали токму за вас, почитувани пријатели. Значи од утре 1 март ќе имаме нов концепт на нашата утринска програма. Сакам да споделам едно размислување што го добив од проповедникот Никола Трајков од Австралија, Господе, наша утеха. Текстот го наоѓаме во книгата на пророк Исаија, 43 глава, 10 стих. Не плашете се, зашто јас сум со вас. Не се вознемирувај, зашто јас сум твојот Бог. Те зајакнувам и ти помагам, те поддржувам со победничка десна рака. Многумина од нас имаат проблеми со стравот. Кој денеска не е уплашен, поготово сега кога почна војната во Украина, каде што стотици и илјадници луѓе ги напушти своите домови, многумина и, на жалост, ги изгубија своите животи. Стравот е многу непријатно чувство и многумина би биле посрекни доколку тоа непријатно чувство исчезне од нивните животи. Стравот го забрзува нашето чукање на срцето, го замаглува нашиот вид, вовлекува непријатни мисли во нашите думови и ни го отежнува нашето спиење. Би биле многу посрекни кога би можеле со силата на нашата волја да му забраниме на стравот да влезе во нашите срца, но за жал ние не можеме така лесно да се ослободиме од стравот. Во текстот кој токму сега што го прочитавме во книгата на пророк Исаија, се чини дека има заповед која вели не плаши се. И затоа се чини дека немаме друг избор освен да се покоруваме, а не да се плашиме. Меѓутоа зборовите не плаши се не се заповед, туку зборови на утеха кои ветуваат присуство на Бога во нашите животи. Ова се слични зборови како родител кој го теши своето исплашено дете после доживеаниот кошмар. Не плаши се, со тебе сум, сине. Ти си безбеден. Ова е невозможна порачка, туку добронамерен совет. Значи, ова не е невозможна нарачка, туку добронамерен совет, кога Бог вели, не плаши се, синко, не плаши се, керко.
Бог сака да не утеши и да не охрабри, како што прави родителот на своето исплашено дете. Бог сака да каже, знам дека си исплашен, но сакам да знаеш дека сум со тебе. Никогаш нема да те оставам. Ке ти дадам сила, ке ти помогнам, ке те држам со десната рака, за да не се сопнеш и паднеш. И нека, наистина, почитувани гледачи, Бог не утеши сите нас. Сите сме вознемирени, сите сме уплашени, но Бог ветува негово присуство во нашите животи. Еве нека биде ова и дел од нашите молитви денеска. Боже, ти ги знаеш сите мои стравови и знаеш од што најмногу се плашам. Знаеш и колку пати се обидов да се ослободам од стравот, но безуспешно. Те молам, помогни ми со Твоето свето присуство да го избрекам стравот од мојот живот. Биди со мене, дај ми сила, помогни ми, држи ме со десната рака. Изгаси ги моите стравови. Боже, моја утеха биди ти денеска. Избркај ги моите стравови со силата на Твојата љубов. Ако се молиме така, почитувани гледачи, Бог ќе ни помогне. Може би понекогаш стравот го лечиме со таблетки, со некои други лекови, така ни ги припишуваат докторите, но тој страв се лекува моментално, додека трае дејството на таблетката, на апчето. Но ако ние имаме чврста доверба во Бога, постојано секој ден му се предаваме во негови раце, што е да се случи, ќе имаме мир во нашите срца, во нашите души. Значи, Бог нема да не извлече од ова планета, да не однесе на некое место кај што ќе бидеме под некој стаклено звоно. Ќе слушаме, вели Библијата, гласови за војни, ќе слушаме секакви информации за земјотреси, самите можеби ќе ги доживееме, но ќе имаме мир во тие моменти. Знаете, во една прилика кога Исус бил на ова земја и кога бил со своите ученици на едно езеро, пловеле, ловеле риби горе на палубата учениците, а Исус бил доле во палубата, доле, би рекле во првиот спрат, спиел мирно. Почнале ветришта, почнале бури, учениците се уплашиле да не им биде коработ или чамесот потопен и отишле доле, го видели Исус како мирно спие. И го разбудили, му рекли, Исусе, станувај, зарем ти не чувствуваш? Еве, ние само што не сме загинале, ветришта дуваат силни надвор. А Исус што им вели? Маловерни, каде ви е верата? Исус излегол на палубата, ги испружил рацете и се смирило времето. Тие како да заборавиле дека е со нив Господарот на природата. Тие заборавиле дека е со нив Господарот на сите работи, дека е Бог во Христа со нив. Може би ние често пати така забораваме. Одиме, се бориме сами со стравот и зато доживуваме неуспех. Потребно е да го повикаме Светиот Дух. Тој ќе се бори со нас. Тој ќе не води и во овие тешки времења кога човечкото срце е преплавено со страв. Нека Господ не чува и не води денеска. И Бог вели, знам дека си исплашен, но сакам да знаеш дека сум со тебе. Никогаш нема да те оставам. Ке ти дадам сила, ке ти помогнам, ке те држам со десната рака, за да не се сопнеш и паднеш. Имаме 365 ветувања, почитувани гледачи, во Библијата. Значи, по едно ветување за секој ден. Бидејќи има 365 дена во годината, Бог дал секој ветување за секој ден, за нас. И затоа да ја читаме Библијата, да ги проучуваме светите списи, и на тој начин ќе се охрабруваме и животот ќе ни биде многу полесен. Ете, тоа беше пораката од проповедникот Никола Трајков. Сега одиме повторно со песник и се вратиме да ја проследиме и наредната рубрика. Na nebu mjesec mlad, ove večeri moj grad, svjetluca kao Champs-Élysées. Dva ferala mi krije se put, jedan bijeli, jedan žut, dok šetači pločnikom klize. Pomisli pa šta, što bi bilo dobro sad, sresti neko koga dobro znam. I reći mu da Bog je tu, da nitko nije sasvim sam.
tada kao slon, jaki muški bariton, viknu glasno, dobro gdje si ti? Kako zdravlje, kako to, bezbroj tema mijenjamo, po vremenu kad smo bili ti. Potom rekao tom dragom prijatelju svom, znaš li da Bog brine za nas? Iskušaj me, poslušaj me, odi čuti njegov glas, a on mi kaže, nemam vremena, biti sad u crkvi nije moj dnevni plan. Nemam vremena, strpi se bar malo, daj mi još jedan dan. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za skup. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. I dalje mjesec mlad i težak gradski smrad, dok misli putem nadiru. Ljudi stvarno čudni su, kad je provod budni su, ali pravu sreću preziru. Dok pada kasna noć, kad se kući mora poć, kada topli krevet pruža spas. Moj je san nemiran, u mislima kad čujem glas, kako kaže, nemam vremena, nosim sad odijelo da se promijeni kroj. Nemam vremena, čekaju račun, ja da im ne znam ni broj. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš ući za sud. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Svaku noć, svaki dan, on uvijek ima neki važan plan, pa riječi važe, pa mi kaže, pa me laže, maže, nemam vremena, kud god se okrenem, brige prate me sud. Nemam vremena, auto je u kvaru, odmah postajem lud. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za skup. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Možda dođem drugi put, možda dođem drugi put. Evo je повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок. Денеска сме 28 февруари, последниот ден во овој месец, а од утре 1 март, како што спомна веќе, ќе имаме нов концепт на нашата утринска програма. Следете не, значи повторно во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за нашите градови, села, планини, водопади. Овутро се одлучив да кажеме неколку зборови за Дојранско езеро. Едно од нашите езера, имаме 3 езера природни, како што се Охридското, Преспанското и Дојранското. Сигурно сте го посетиле Дојран, а во исто време сте го виделе, може би сте летувале на Дојранското езеро. Интересно, Дојранското езеро, според некои податоци, е некаде од 8 до 10 метри длабочина. Не е многу длабоко, но сепак е пријатно, едно од најтоплите води во нашите езера во Македонија. Второ или трето име за Дојран може да го спомнеме дека се викало Полин, Поленин, Полјанин. Тоа се разни варијанти од Дојран, Дојрани и така натаму. Интересно, тоа е едно од постарите езера во Македонија.
Samiot grad Dojran ne je mnogo golem, imamo 2 Dojrani, Novi Dojran i Stari Dojran. Međutim, nekada pred Prvata svjetska vojna Dojran brojal, spored nekoj podatuci, duri do 18.000 žitelji. Svega ima okolo 3-4.000 žitelji koji se domašni, ne smetajki gi one koji doagjat preko letu ili koji tamo imat svoj vikendici, no jednostavno može da kažeme deka eve Dojrane deneska podele na 3 dela, Star Dojran, Nov Dojran i mesto to Dojran. Tako da vkupno, spored podatocite, od 2002. godina, znači Dojran ima nekade okolo, kako što sega eveke vidime, okolo 3.000, nema ni 3.000, 2.916 žitelji, znači od posljednji od popis, ne onaj sega najposljednji od tuko prethodni od ima, znači Makedonci najmnogo, 2.919, ima muslimani, katolici 6, protestanti 2 i ostanati. Znači, vkupno, jednostavno, nema mnogo žitelji, no kako je da je to jedna prijatna naselba za život. Mnogo luge od Skopje, od drugite delovi na Makedonija, vod Dojran imata svoj vikendici ili mesto kada što prestoji vat. Evo je nekoliko istorijski podatoci, a najprije da spomeneme i legendata za Dojran. Znači za Dojran posjet mnogo legendi predane, eve kako mesto ova nastanalo. Vo mesto to kada što je denešen Dojran, živela jedna mnogo ubova devojka po ime Dojrana. Po neja je zabeležen jedan nastan. Osmanlinski od Bek se zaljubil vo nejze kako devojka otišol, kaj nizinite roditelji i ja pobaral za žena. No devojkata nego sakala toa. Taka jedan den otišla i da gi napolni stomnite so voda od jedno izvorče. No togaš osmanlinski od Bek, to što se zaljubil vo nejze, ja zabeležil i potrčel po neja. No ta nego sakala i ne sakala drugite okolo neja da imat maki, pa se frlila vo izvorčeto. U tredenta izvorčeto se proširilo, go poplavila celo to mesto, stanalo jezero. Po imeto na ova devojka, ete Dojrana, jezero to go dobilo svoje time Dojran. Da li je taka ili ne, to je legenda, no to se prenesova od generacija na generacija. V 5. vek pred naše era dolinata na Prazijas, segašното Dojransko jezero, je naseljeno od Pajonci. Tije živele na bregot na jezerото vo drevni kolibi, zagradeni so trska i postaveni na skelinja koji se potpirale na dolgi drveni kolci. So kopното ги поврзувале единствено чамците со кои управувале многу вешто заради што најчесто и обидите на освојувачите персијаците било безуспешно. Значи таа група на луѓе живели тука во езерото и денеска може се најдат такви кукички, значи направени од трска, тоа се претежно колиби за рибарите кои тука пристигуваат и ги местат своите мрежи, но како е да е, тоа е традиција, денеска може да најдете, значи такви колиби на езерското, на Дойранското езеро кои се поставили ноете, некојаш луѓето живееле таму и били одвоени од копното, со чамци оделе и тешко биле совладувани. Значи тоа се разни легенди, разни приказки кои се поврзани за Дойранското езеро. Значи, покрај Дойранското езеро се наоѓа населбата Стар Дойран, питомо место, топло место, кој што има многу калинки, има лозија, 2 километри границата одвоена, односно далечена од преминот Дойрани према соседна Грција. Така да, почитувани гледачи, ако имате намера ова лето да летувате некаде, еве ви предлог Дойран, односно Дойранското езеро. Не е оддалечено, значи, тука е негде 150-170 км од Скопје, Струмица е близко, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, така да може да се посети ова излетничко туристичко место. Во последно време доста се направени, подобрени условите за летување, самиот кеј, самата плажа, па и овие сместувачки капацитети во приватниот сектор. Така да, ако имате намера да летувате, не е многу скапо, може си понесете храна од дома, што се вели, но посебно за децата или оние есенските алги, кои се многу лековити,
ili ona borova šума за прочистување на дишните органи. Така да, еве денеска спомнавме нешто за Дојран, за Дојранскиот крај. Ако имате намера да летувате, уште не спомнувам, може да го посетите и ова туристичко место во нашата земја. Одеме понатаму да кажеме неколку зборови за нашето здравје, совети за здравјето. Денеска се одлучив да ви пренесам неколку информации за придобивките од киселата зелка, посебно во зима. Еве, полека зимата поминува, но верувам дека се уште имате кисела зелка во вашите домови, ако не може да се купи, но киселата зелка е незаменлива трпеза храна на трпезите во Америка. Значи, киселата зелка е незаменлива храна на трпезите, посебно во зимско време. Таа е извор на многу витамини и одличен прилог за речиси сите зимски јадења. Хранлива е. Киселата зелка содржи значајни хранливи материи, како што се витамините С, К, B6, пробиотици, влакна, железо, манган, фолна киселина и калиум. Контролирано испитување покажало дека расолот е единствената ферментирана храна за која што е клинички докажано дека многу помага при така наречениот синдром на нервозно дебело црево. Значи, ако имате проблем со дебелото црево, користете, пиете расолница. Пробиотските влакна помагаат во исхраната на добрите бактерии во цревата, пишува човекот по име Марвин Синг, а пренесува одредена радиостаница. Киселата зелка е добра за цревата, бидејќи ферментирана храна, киселата зелка природно содржи пробиотици и пребиотски влакна. Тие се одговорни, односно помагаат во запек, диареја, по антибиотици и инфекции. Значи, едноставно, вие кои користите разни таблетки, имате проблеми, убаво да се земе зелката за прочистување. Го зајакнува имунолошкиот систем. Имунитетот во голема мера зависи од здравјето на цревата. Овие два система се нераскинливо поврзани, што значи дека секоја храна што поддржува здрави црева, исто така поддржува здрав имунолошки систем. Го намалува стресот. Се покажало дека пробиотиците управуваат и со антиксозноста и симптомите на депресија кај луѓето поради поврзаноста меѓу цревата и мозокот. Здравите црева се здрава основа за функционирање на целото човеково тело. Еве, толку за советите од полето на здравјето. Зборувавме, значи, за употреба и корисноста на киселата зелка. Значи, да ја користиме зелката, ние како македонци, верам, многу ја јадиме и ја користиме и затоа сме толку здрави. Но, ако вие се уште не сте користиле во поголеми количества, еве, пробајте, користете ја, има разни рецепти за користење. Најдобра е секако да се јаде пресна, кога велам пресна, кисела зелка како салата. Може да се направи сарма и други работи. Еве еден совет, односно еден рецепт, путер од кикирики. Вие кои сте желни за здрава храна, може да си направите путер од кикирики. Што е се потребно? 500 грами кикирики, печени или непечени, 1 до 2 лажици масло, 1 до 2 лажички морска сол и 1 лажица мед. Како сето тоа може да го подготвите? Доколку сте набавиле печени кикирики, добро исчистите ги од лушпата. Доколку сте набавиле непечени, распоредите ги во тавчи и ставите ги во загреана рерна да се печат на 40, односно до 60 минути. Внимавајте да не ги препечете. Потоа оставите ги да се изладат, па исчистите ги од лушпата. Исчистените печени кикирики ставите ги во блендер или миксер и сомелите ги најситно што може. Додадите ги солта, медот и маслото. Се препорачува да користите масло од кикирики или кокосово, но слободно можете да употребите и маслиново или сончогледово масло. Продолжете да блендирате додека не добиете убаво хомогенизирана и мазна смеса без грудки. Добиениот путер од кикирики ставите го во тегла и чувајте го во фрижидерот.
Uživajte во неговиот неодолив вкус, кој можете да го комбинирате со банани, мармелад, ореви, сладолед од ванила. Употребете е вашата имагинација. Значи, лесно се прави, а многу е здрав, многу е користен путер од кекерики. Нека ви е на здравје кој ќе го направите и сетете се на нашата емисија. Продолжуваме со песна и потоа ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Благодарност, то љубов има вечна. Добар е тој каде на се, то љубов има вечна. Запеј, запеј. Самотна рака тој не избави, то љубов има вечна. И живот нов тој ни подари, то љубов има вечна. Запеј, 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 запеј. Да вечно Бог е верен, да вечно силен е, да вечно тој е со нас, да вечно Бог е верен, да вечно силен е, да вечно тој е со нас, да вечно, да вечно. Нашиот Бог благодарност, то љубов има вечна. Добар е тој каде на се, то љубов има вечна. Запеј, запеј. Самотна рака тој не избави, то љубов има вечна. И живот нов тој ни подари, то љубов има вечна. Запеј, 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 запеј. Да вечно Бог е верен, да вечно силен е, да вечно тој е со нас, да вечно Бог е верен, да вечно силен е, да вечно тој е со нас, да вечно, да вечно, да вечно, да вечно, да вечно, да вечно. Еве ни повторно во нашата програма во живо. Вие следите емисијата на радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок. Следува рубриката за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата. Веќе неколку дена наназад пренесувам извештаи од самите археолози кои пронашле во своите активности ковани пари кои се запишени во Библијата, а ете тие ги пронашле примеруци и при своите искупувања археолошки. Во 547 година пред Христа, кога Кир го освоил Сард, а цела Мала Азија станала персиска, персиците бргу ја увиделе предноста од кованите пари. Дарије први, или Велики, 521 до 486 година пред Христа, го вовел златниот дарик, можеби така наречен по него и неговиот дублет синглос. Ова кована пара прва имала лик на човечко суштество.
излегување на царот. Дарикот се спомнува во Стариот Завет во Ездра 2 глава 69 стих. Потоа се спомнува шекелот од Немија 5 глава 15 стих. Тие се единствени текстови во Стариот Завет кои спомнуваат ковани пари. При крајот од 5 век пред Христа пари се ковани и во Газа, Арад, Тир и Сидон, но на персиците им припаѓа честа за воведување на кованите пари во процесот на трговската размена што се вршела во израелскиот народ. Малечката сребрена кована пара, можеби и локално кована, имала надпис Јухуд, што заправо е персиски назив на покраината Јудеја на арамејски јазик. Овие пари се ковани во 5 или 4 век пред Христа. Старите персиски ковани пари, кои имат посебно значење за нас, на предната страна прикажуваат глава со брада и со корински шлем и со божество на престол на задната страна. Познато е дека персиски обичај бил на кованите пари на локална употреба да се стави ликот на Богот на победничкиот народ. Во врска со овој вид стари ковани пари, општо мислени дека ликот на ова божество не е ништо друго освен персиски приказ на еврејскиот Бог, заснуван можеби на видението на пророкот Езекел, со што ова појава единствена во историјата на постоењето на паричниот систем. Реткоста на оваа кована пара укажува на неговата непопуларност во Јудеја. Со доаѓањето на Александар Македонски на престолот се појавува и грчката стандардна кована пара, која се состоела од основана единица наречена драхма. Александар Македонски основал големи ковачници на пари низ целото свое царство. Меѓутоа, Акре, подосно наречено Птоломис, станало кованица на пари низ цела Палестина. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. Ви посакувам да имате убав ден, следете не јутре со нов концепт на нашата емисија. Секој добро и Господ нека биде со вас. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.